Почитувани гледачи, добро дојдовте во урбаните вести. Во Македонија и на северната хемисфера на земјата изутринава во 6 часот и 24 минути почна летото. Во исто време на јужната полутопка настапи зимата. Денешниот 172 ден е најдолг во годината и ќе трае 15 часа и 14 минути. Летото ќе трае 94 дена, а ќе заврши на 22 септември, кога почнува есента. Останете со нас, следува кусиот преглед од настаните на денот. Меѓународен кулинарски надпревар од 25 до 28 октомври во Струмица. Нема веќе субвенции за велосипеди, исцрпени се предвидените средства од градот. Културно лето во повеќе скопски општини. Стражарски служби се грижат за безбедноста и мирот на граѓаните во центар. Поставена атмосферска канализација на улицата Анастаско Царево Ѓорче Петров. Преку 200 учесници, готвачи, судии и почесни гости ќе присуствуваат на предстојниот интернационален кулинарски надпревар Гастромак 2017, што ќе се одржи од 25 до 28 октомври во Струмица, под мотото "Залче од светските вкусови во Македонија". Предвидено е освен надпреварувачки дел да се одржуваат и мастер класови со познати светски готвачи, а ќе има и факултативни програми. Асоциацијата на готвачи и шефови на кујни од Македонија, Гастромак, денеска го најави најголемиот интернационален надпревар на готвачи од светот во нашата земја, што ќе се одржи од 25 до 28 октомври во Струмица во хотелот Вила Парк. На Гастромак Македонија најавено е присуство на повеќе од 200 учесници, меѓу кои судии, надпреварувачи и почесни гости од многу земји, со што зборат зборовите на организаторите. На едно место ќе може да се видат светските врвни гастрономи. Председателката на Гастромак Андријана Алачки потенцираше дека надпреварот, кој што годинава ќе се одржува под мотото "Залче од светските вкусови", е логистички поддржан од Светската асоциација на шефови на кујни, во која членуваат над 150 држави во светот. Нескромно ќе кажеме дека ќе го донесеме светскиот крем на гастрономијата токму во Македонија. Надпреварот кој што годинава се одржува под мотото "Залче од светските вкусови" е логистички поддржан од Светската федерација на готвачи ВАКС. На овогодинешниот меѓународен надпревар ќе имаме чест како почесни гости и стручно жири да имаме неколку великани во светската гастрономија, меѓу кои го потврди присуството и председателот на Светската федерација на готвачи, господинот Томас Гуглер, председателот на ВАКС, господинот Јалчин Манав, председателот на ТАСВЕТ, се разбира Турција како гастрономска велесила, и господинот Александар Прокоповиќ, кој што е председателот на Руската федерација на готвачи, господинот Ѓорџио Дијана, кој што е еден од амбасадорите на ВАКС. Настанот не е фокусиран само на гастрономијата, туку има поширок општествен контекст, а тенденцијата е да прерасне во традиционална ревија на мајсторите и шефовите на кујните од светот. Предвидено е, освен надпреварувачки дел, да се одржуваат и мастер класови со познати светски готвачи, а ќе има и факултативни програми. Според заменик председателот на Гастромак Љупчо Гиевски, надпреварувањето ќе биде во неколку категории: во подготвување риба, пилешко и јагнешко месо, македонска и модерна кујна, како и десерти. Нашата кујна е прекрасна ориентална кујна, што може да се носиме со секакви видови на такмичења, на надпревари и сите останати што содржи на гастрономија. Што се однесува до надпреварувачите, дел тој поделен на неколку категории во текот на сите 4 надпреварувачки денови. Значи, категориите се повеќе, кои ќе се риба, пилешко месо, јагнешко, македонска кујна, десерти, модерна кујна, и така ќе видиме на која категорија ќе се пријави, за да може да рачунаме на надпреварувачкиот дел. Бесим Лјатифи, еден од основачите на Гастромак, потенцираше дека основна цел на здруженијето и на надпреварувањата од ваков вид е да се донесе македонската кујна поблиску до светот, со представување на најдоброто од Македонија. Ние во Гастромак сакаме да го потикнуваме истражувањето, духот, гастрономијата
но воедно и посветено работиме на светот да му доближиме македонска традиционална кујна, но сите нејзини спецификации и регионалното обележја, како и да презентираме фузијата и изворот на модерната национална кујна. Годинашниот меѓународен кулинарски натпревар во Струмица е втор по оној во Скопје што се одржа лани. Исцрпени се средствата од градот Скопје за субвенции за купување нов велосипед. Од градот информираат дека од денеска нема повеќе да примаат нови барања за надоместок на дел од трошоците за купен нов велосипед. Град Скопје соопшти дека пристигнале над 2600 барања за добивање субвенции за купување велосипед на граѓаните што купиле нов велосипед и се пријавиле на распишаниот јавен повик, со што се исцрпени средствата предвидени во буџетот за оваа намена. Поради тоа, информираат од град Скопје, веќе нема да примаат нови барања за субвенции за надоместок на дел од трошоците за набавка на нови велосипеди. Од град Скопје посочуваат дека комисија активно ги разгледувала пристигнатите барања по редоследот на поднесувањето на барањата и изготвува решение за исплата на средствата на граѓаните кои што ги поднеле. Со цел да ги стимулира граѓаните во што поголем број да го користат велосипедот како превозно средство, градот Скопје на 13 мај објави јавен повик за надоместување дел од трошоците при купување велосипед, односно средствата што ги надоместува градот Скопје се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари нето износ по лице. За оваа намена градот Скопје одвоил 10 милиони денари. И оваа година повеќе скопски општини се подготвуваат за културните лета. Деталите подоцна во вестите. Стражарски куќички со чувари кои се грижат за мирот и безбедноста во Центар се поставени на 7 локации во општина Центар. Стражарските служби се поставени во рамки на проектот Го чуваме нашиот Центар. Општина Центар гради и реконструира нови детски игралишта, паркови, поставува зеленило и урбана опрема. Поради намерното уништување од несовесни граѓани, особено во вечерните часови, граѓаните на средби со градоначалникот Андреј Жерновски побараа да се сочува сето ова, но пред се да се заштити безбедноста и мирот на децата и жителите, соопштуваат од општина Центар. Во рамки на проектот Го чуваме нашиот Центар, поставени се стражарски брендирани куќички на 7 локации на територија на општината, и тоа 5 во градски ѕид, 1 во Капиштец и 1 во Пролет, соопштуваат од општината. Чуварите кои имаат опрема со логото на акцијата се на располагање на граѓаните секој ден од 18 до 2 часот по полноќ. Нивните задолженија се заштита на зеленилото во реонот, заштита на урбаната опрема и инвентарот и грижа за безбедноста. Општина Центар ги повикува жителите да соработуваат со лиценцираните стражарски служби за заедничко добро на сите граѓани и општината. Граѓаните на скопските општини и ова лето ќе може да уживаат во богатата културно-забавна програма во рамки на програмата која општините традиционално ја нудат во рамки на културните лета, кои ги организираат во општините. Се со цел на своите граѓани да им овозможат забава во летните денови. На жителите на општина Газибаба и ова лето им се нуди голема културно-забавна програма во рамки на културното лето кое се одржува во оваа скопска општина. Традиционално, како и секоја година, така и оваа, општина Газибаба за своите граѓани подготвува многу културно-забавни содржини за во летните денови. Оваа година културното лето во Газибаба започнува на 1 јули со меѓународен фолклорен фестивал со гости од други држави, кој ќе се одржи на плоштадот во Автокоманда, а потоа на 2 јули продолжува во Булачани и на 4 јули во Железара. Културното лето во Газибаба ќе трае до крајот на месец август, во чии рамки ќе се одржат Петровденските чествувања на 13 јули во населеното место Јурумлери. Во рамки на чествувањето од катастрофалниот земјотрес Скопје се сеќава, на 26 јули ќе се одржат и денови на солидарноста во паркот Борис Трајковски во населбата Ченто, која е настаната по земјотресот од донации од други градови. Во Црешево ќе се одржи ревија на народни носи, инструменти и песни.
Големиот број на посетители ќе имат можност да го погледнат спојот на прекрасниот колорит на македонската народна носија, звуците на народните изворни инструменти, на прекрасните гласови на нашите македонски песнопојци и на орото, она кое како традиција се пренесува од колено на колено од нашите предци на младите генерации, како и на народните умотворби. Исто така ќе бидат организирани и голем број на концерти со сериозна, забавна и народна и детска музика на разни локации низ општината, каде ќе има поволни услови. А како резултат на добрата соработка помеѓу општина Газибаба и Унгарија, на културно поле ќе се одржи и концерт на културно-уметничко друштво од Унгарија. Културното лето традиционално продолжува и во општина Ѓорче Петров со разни културни и забавни манифестации за жителите на оваа општина. Спектакуларно културно лето секоја година има и општина Карпош, а за оваа година од општината не изјавија дека се уште ја подготвуваат програмата со која ќе ги забавуваат жителите на Карпош. Општина Карпош ги награди првенците на генерација. Ова е само најава за веста која следува малку подоцна. На улицата Анастас Коцарев заврши поставувањето на цевки за атмосферска канализација. Покрај атмосферска канализација, улицата ќе добие и нов асфалтен слој. Општина Ѓорче Петров ги заврши градежните работи за поставување на цевки со обем од фи 315 мм за новата атмосферска канализација на улицата Анастас Коцарев во населбата Дексион, а исто така на оваа улица ќе бидат поставени и 6 шахти. Покрај градежните зафати за поставување на атмосферската канализација на улицата Анастас Коцарев ќе се постави и нов асфалтен слој, со што ќе се овозможат подобри услови за одвивање на сообраќајот, но ќе се надминати проблемите на кои наидуваа граѓаните со честото поплавување на улицата после врнежиот дожд. Овој зафат општината ќе чини 5,7 милиони денари. По 10.000 денари награда им додели градоначалникот Стефчо Екимовски на учениците кои се првенци на генерација во основните училишта во Карпош. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Екимовски денеска во својот кабинет ги прими најдобрите 10 полуматуранти кои се првенци на училишната генерација 2016-2017. Екимовски им ги врачи еднократните парични награди од 10.000 денари што за нив традиционално ги обезбедува локалната самоуправа. Посебна комисија направи селекција и од сите 10 основни училишта во општина Карпош избра по еден најталентиран ученик, кој во текот на учебната 2016-2017 година постигнал најдобар успех, освоил престижни награди и се стекнал со дипломи на локално или државно ниво. Освен паричните награди, општина Карпош минатата недела ги одведе најталентираните ученици заедно со останатите 70 најуспешни основци и спортисти на 6-дневно наградно патување во кампот Скурас во Грција. Учениците првенци на генерацијата разговараа со градоначалникот за постигнатите резултати и за функционалноста на образовниот процес низ кој поминуваат учениците. Со цел да се оспособи локалната самоуправа за обучување во областа на родово одговорни политики и буџети, представници од општина Ѓорче Петров учествуваа на обука за родово одговорни политики. Представници од општина Ѓорче Петров учествуваат на 4-дневна обука за родово одговорни политики во организација на UN Women која се одржа во Охрид. Родовата обука беше изведена од страна на родовите инструктори Неда Малевска и Марија Ристевска. Учесниците имаа можност да се запознаат со методите и алатките за партиципативен пристап на учење за родова рамноправност и воведување на родот во главните текови и во креирање на локални политики, како и пристапот на партиципативното учење при воведување на родот во локалното буџетирање. Прикажани беа и практични вежби од страна на обучувачите за осмислување на програма за обука и нацрт на сесијата, како и работа во групи според модули на обуката. Целта на обуката е да се оспособи локалната самоуправа за обучување во областа на родово одговорни политики и буџети. Од април 2011 година, кога е отворена спомен куќата на Тоше во Крушево, до денеска ја посетиле половина милион посетители од Македонија и Балканот, а има и посетители речиси од цела Европа.
Половина милион посетители за 6 години ја посетиле спомен куќата на Тоше на Гумење во Крушево. Од отворањето во април 2011 не запрелив интересот да се види изданието и да се разгледаат експонатите. Во текот на целата година доаѓаат посетители од цела Македонија, од Србија, Бугарија, Словенија и Хрватска, а доаѓаат и од Германија, Шведска, Норвешка и Швајцарија. Истакнуваат од спомен куќата на Тоше. Во музеот има околу 350 експонати, најголем дел од стапени од семејството на Тоше, а експонатите се менуваат со поводи. На годишнината од смртта на Тоше, 16 октомври, и на неговиот роден ден, 25 јануари, а исто така се дополнува и се збогатува. Спомен куќата на Тоше се простира на 1200 метри квадратни, на 2 нивоа и има околу 20 витрини. Секоја раскажува за животот на Тоше. Има 2 восочни фигури на Тоше, неговото музичко студио, бројни лични експонати. Проектот во ноември 2012 година на фестивалот во Барселона ја доби наградата за најдобро идејно решение во конкуренција на 74 објекти од светот. Во 2011 година проектот Спомен куќа на Тоше ја освои годинашната награда за архитектура од Асоциацијата на архитекти на Македонија. Спомен куќата на Тоше на Гумење во Крушево и споменот за Тоше, неповторливиот музички талент и човекот со големо срце, донесоа половина милион љубопитни да го видат зданието, да ја слушнат и да ја доживеат приказната за Тоше, да остават порака на зидот на спомен куќата и да се загубат во спомените за рано прекинатиот живот на човекот кој имаше допрва многу што да даде и направи. Следува период на претежно стабилно, а кон средината на неделата и многу топло време со понатамошен пораст на дневната температура. Преку денот ќе има умерено на облачување и локална појава на краткотраен дожд повеќе од четврток, особено во деловите од викендот, кога е можна и појава на грмежи, пред се во западните делови од земјата. Метео го гледаме во продолжение. Продажбата преку интернет во Македонија е во зачеток, бидејќи кај граѓаните постои страв дека ќе им бидат злоупотребени податоците од кредитната картичка, посочуваат од канцеларијата на GS1 во Македонија. Според извршната директорка, онлайн продажбата може да се забрза само со воведување на PayPal, кој се смета за посигурен инструмент при онлайн плаќањето. Ова е последната информација за денеска во вестите, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.